подкастите за зелени политики ќе рече човек дека се зборува само за животна средина или пак можеби за прашања кои што ја поврзуваат природата и екологијата, но некој би се запрашал зошто сега ние би разговарале за тема врзана за туризмот. Ама има многу работи кои што треба да ги разговараме и токму заедно со Јасмина Лескаровска и која што е директорка на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот кај нас, ќе разговараме баш за оваа тема и како тоа оди во согласност со идеологијата на партија како што е партијата на зелените. Јасмина, здраво. Ви благодарам на поканата. Може на ти да преминеме одма. Добро. Навистина ми е чест денеска што ќе го споделам моето време со вас. Ти благодарам што прифати да разговараме за овие теми и што веројатно многу повеќе ќе ги приближиме како идеја и ќе ги споиме овие работи, бидејќи и кога се договаравме, првично што ми падна на памет беше чекај сега, како сега за туризмот ќе зборуваме и за зелените политики. Многу се поврзани. Како? Тоа се новите трендови, да кажам, на одржливи зелени политики или одржлив туризам. Значи, одржливиот туризам не е посебна гранка сама по себе, туку тоа е стандард, практика на одговорност, однесување, комуникација и менаџирање во рамките на туризмот и во рамките на една дестинација. Така да пред се основите на, да кажеме, на одржливиот туризам, пред се одржување на балансот помеѓу масовноста на туризмот, економскиот развој и сите оние негативни влијанија што ги носи масовниот туризам врз животната средина, наспроти спроведување на мерки, практики и стандарди за одржување и зачувување на животната средина, биодиверзитетот и културното наследство. Ако бидеме практични преку пример, тоа што ми паѓа сега на памет, ние постојано некако се стремиме да имаме масовен туризам во Охрид, а Охрид и Охридскиот регион, тој масовен туризам не би можеле да го издржат во таа форма како што го издржуваат грчките плажи, хрватските плажи и слично. Така што веројатно треба да имаме некаков стремеж за одржлив туризам и да размислуваме во таа насока. Да, но и еве вака вчера бевме на една обука за одржливи практики и одржлив туризам. Значи масовниот туризам може да биде одржлив туризам. Значи доколку во рамките на дестинациите се воведуваат и се имплементираат стандарди кои што нели ќе бидат во насока на зачувување на животната средина, биодиверзитетот, културното наследство, почитувањето на културата, на однесувањето на локалното население и зачувување на сите оние сегменти од една дестинација. Чисто ќе кажам еден пример дека Мајорка е значи првата дестинација која што е масовна, меѓутоа таа е одржлива и тие плаќаат, да кажеме, во едно данок или такса за одржлив туризам. Тие средства што се акумулираат значи во неа, подоцна се користат за инвестирање во реализација и во имплементирање на тие одржливи стандарди во рамките на дестинацијата. Така да масовниот туризам препознава да биде одржлив. Што е клучната зелена политика која што мора да се применува кога зборуваме за туризмот? Да ја издвоиме. Значи, најважната. Животната средина? Одржување, значи, и заштита на животна средина, биодиверзитет, културно наследство, но секако и употребување на обновливи извори на енергија во рамките на дестинациите. Еве јас сум, например, да речеме, од секогаш сме се зафркавале со друштвото, вели, сакам во животот да кога ќе пораснам да бидам пансионска газдарица. Значи, еве да речеме, имам пансиони кои што ги издавам, но сакам при тоа да внимавам, да не причинувам лошо за околината. Така. Што е тоа на што треба да внимавам? Значи, пред се... А при тоа сакам да работам со туристи? Тоа се тие, да кажеме, еко-френдли сместувачки капацитети кои што ги задоволуваат условите и кои што треба да ги задоволуваат одржливите услови, оние услови кои што ги пропишуваат зелените дестинации. Значи, пред се тие сместувачки капацитети треба да бидат изградени, да користат еко-френдли материјали, значи материјали кои што не ја загадуваат животната средина и не се токсични. Исто така, одржувањето на хигиената во рамките на сместувачките капацитети да биде со хигиенски средства што не се од хемиско потекло, туку од органско потекло, доколку даваат во рамките на пансионите угостителски услуги, храната, значи која што ја даваат во понудата треба да биде автентична за таа дестинација и одгледувана во рамките на таа дестинација, што значи дека сите
стейкхолдери, сите локални жители во рамките на дестинацијата ќе бидат вклучени во остварување на тој некој економски раст и економски развој на самите дестинации. Исто така, тие екофрендли сместувачки капацитети треба да користат обновливи извори на енергија и самиот транспорт во рамките на дестинациите да се нудат алтернативните форми на транспорт. Преку возење велосипеди, јавање на коњи, пешки, одење од една дестинација до некој друг, например, локалитет и слично. Колку е важно, да речеме, да сето ова е поддржано од страна на државните институции, односно веројатно овде се потребни легислативи и подзаконски акти? Секако дека да. За нас е, да кажем, особено значајно, но и ни представува еден предизвик носење на една нова стратегија за развој на туризмот, пред се која што ќе биде фокусирана на развој на алтернативните форми на туризам. Руралниот туризмот, екотуризмот, агротуризмот, пред се поради фактот што тие имаат, бележат алтернативните форми, растечки тренд во туристичката индустрија и се повеќе патувачи бараат нови неоткриени дестинации во кои што ќе ги задоволат нивните потреби, но секако ќе остварат и некој автентичен допир со природата. Тоа е нашиот фокус. Исто така особено значајно е да кажам дека во последните години ние како Агенција за промоција и поддршка на туризмот бевме повеќе насочени во делот на промоцијата на дестинациите и промоцијата на севкупните туристички ресурси на нашата земја. Сметам дека идниот фокус и развој на туризмот треба баш да биде во насока на имплементација на проекти кои што ќе бидат во насока на одржливиот туризам и пред се во делот во насока на градење на одржливи дестинации, градење и развој, оформување на постоечки и нови одржливи туристички продукти, развој на локални и регионални туристички брендови и пред се промоција на одговорното патување. Како е ова важно за една партија како што е ДОМ, да речеме, овие прашања, зошто се од интерес? Од интерес е бидејќи одржливиот туризам е дел од целата таа зелена економија. Одржливиот туризам пред се влијае на поврзување на целото локално население во рамките на локалните заедници. Тие го поттикнуваат, тие се поврзани меѓусебно, работат заеднички, работат во делот на создавањето на нови, да кажеме, локални и регионални туристички продукти, кои што пред се треба да бидат одржливи. Со самото тоа влијаат на развој, на еден одржлив развој во рамките на во рамките на локалните заедници. Тие со тоа си остваруваат и може да влијаат во подобрувањето на нивниот квалитет на животот и секако ќе успеваат да си обезбедат долгорочни приходи во рамките на дестинациите. Со самото тоа, преку одржливиот развој на локалните заедници, ние ќе обезбедиме во нашата земја да се обезбеди еден балансиран регионален економски развој, дисперзија на економскиот развој, а со самото тоа ќе ја подобриме севкупната економска слика на нашата земја. Во тој дел, веројатно, агенцијата има многу клучна улога. Има, да. Што е целосниот аспект на работа и фокус на агенцијата? Агенцијата има три, да кажеме, главни одговорности. Тоа е промоција на туристичките дестинации, промоција на туристичките ресурси и севкупните туристички капацитети на нашата земја. Вториот дел е имплементација на проекти кои што треба да бидат во насока на развој на туризмот, особено како што кажа во делот на развој на одржливите туристички дестинации, развој на нови одржливи туристички проекти и продукти во рамките на дестинациите и секако тука е субвенционирањето на странскиот организиран туристички промет кој што дава само еден стимул за привлекување и отварање на нови пазари и изголемување на атрактивноста на нашата земја. Во однос на ова, Јасмина, тоа што ме интересира, можеш ли да ни споделиш, да речеме, успешни политики кои што се разбира во дослухи со целата идеологија на зелените политики и на самата партија која што ги застапува, успешни политики кои што се применети и кои што се во корист и полза на граѓаните? Сметам дека
полека граѓаните, особено за нас се значени, значи локалното население во рамките на дестинациите, микродестинациите, во рамките на локалните заедници, дека се повеќе ги препознаваат значајноста, бенефитите од имплементација на зелените и одржливите политики во рамките на туризмот. Сметам дека полека ќе треба се повеќе и повеќе да се работи во делот на поттикнување на локалното население да инвестира и да гради нови туристички продукти, со што сите ние би имале еден заеднички бенефит и целата држава, значи би да кажеме, би работела на унапредување на севкупната туристичка слика на нашата држава и со самото тоа ние би станале препознатлива, одржлива туристичка дестинација на она, да кажеме, светска туристичка мапа. Во контекст на тоа, кои се можеби најголемите предизвици со кои што се соочувате на патот за остварување на сето ова? Па најголемите предизвици се во делот на развојот, значи на туризмот. Сметам дека, како што кажав, во последните години бевме насочени повеќе кон промоцијата. Сметам дека во наредните години и она што следува, дека фокусот треба да биде во делот на развојот, значи на дестинациите и создавање на нови туристички продукти, кои што пред се бија зголемила атрактивноста на нашата земја во делот на одржливите туристички дестинации и секако бија зголемиле компетитивноста или помеѓу побарувачката, што значи дека тоа би значило дека се повеќе туристи би доаѓале кај нас, локалното население кое што е инволвирано во рамките на туризмот и во рамките на една дестинација би имало можност да си ги зголеми приходите и со самото тоа ние би создале услови за, да кажеме, зголемување на платите во рамките на туристичкиот сектор, но и секако би влијаеле во намалување на одлевање на квалификуван кадар, зашто сме сведоци дека наистина представува голем предизвик во последните 2 години за сите туристички работници. Ако зборуваме за стратегии кои што се имплементираат во делот на видливоста, глобалната видливост, да речеме, на нашата туристичка понуда, на привлечноста на државата како туристичка дестинација, можеме ли да ги мериме, да го мериме успехот на таквите стратегии? Во смисла да знаеме дека, окей, оваа кампања, оваа промоција ни беше успешна, бидејќи имавме толку туристи. Па, се мерат тие успеси? Можеме да ги мериме, но сепак ние ја немаме, не можеме да ја добиеме точната бројка, точните податоци од тоа, да ја мериме точната успешност наша од некоја медиумска кампања што сме ја спровеле или од некоја учество на саем, така. Наспроти, да кажеме, медиумските кампањи, новите дигитални алатки ни овозможуваат полесно да мериме, нели, преку оној престојна веб страна, колку посети и видливост имала, например, нашата веб страна или некој банер што било објавен. Меѓутоа, во делот на учеството на сајмет ни оди навистина малку потешко, бидејќи трендот на патување е зголемен. Значи, сите држави бележат растечки трендови во делот на патувањето, особено после, нели, она што беше со COVID-19 пандемијата. Така да, тоа е навистина тешко, меѓутоа ние успехот го гледаме преку донесување и преку обезбедување на туроператори кои што ќе ја продаваат нашата земја и преку отварање на нови пазари. Тоа се предизвици каде што ќе треба, значи, да се работи, да можеме да обезбедиме, значи, повеќе туроператори од повеќе различни земји, така да ја зголемиме атрактивноста на нашата земја. Што е тоа што како партија планирате да го направите во насока на продолжување, да речеме, на успешна имплементација на зелени политики, а во контекст на туризмот? Секако, значи, тоа е развојот на алтернативните форми на туризам, екотуризмот, руралниот туризам и она што рековме дека е одржлив стандард, значи што може да се спроведе во сите видови на туризам. Тоа е значајно за нас, бидејќи екотуризмот представува една индивидуална форма на туризам или патување во мали групи. Тоа е она Македонија што има да го понуди. Автентичност, гостопримливост, традиција и култура. И се повеќе барани се дестинации, значи, како нашата. Самите екотуристи, значи, патуваат и престојуваат подолго во рамките на дестинациите и бираат дестинации кои што се автентични, каде што ќе може да го остварат еден автентичен допир со природата. Исто така, сметам дека нашиот предизвик и иднината на македонскиот туризам е
во развојот на тие алтернативни форми на туризам, бидејќи самиот македонски туристички производ е направен од комбинација од богато културно наследство и природни ресурси. И самата македонска туристичка понуда е комбинација од рурален туризам, авантуристички туризам, културен туризам и други оние сите форми што ги има. Можеме ли да зборуваме, да речеме, за партнерства или соработки со други држави, во однос или меѓународни организации се-едно, кои што го подобруваат, го поттикнуваат туризмот кај нас? Значи, секако дека да, значи она е Open Balkan, значи ни нуди можности за заедничка соработка, значи во, да кажеме, во сите помеѓу сите држави што се на Балканот, во делот на заедничка промоција на севкупната понуда што го нуди овој балкански регион и што го нудат балканските земји. Но исто така, од големо значење за нас би било размената на искуствата, во делот на имплементација на позитивните практики, во делот на одржливите и развој на одржливите туристички дестинации, развој на одржливите туристички продукти. Сметам дека тука треба да го гледаме позитивниот аспект од заедничката соработка помеѓу балканските земји. Дали може би тоа означува и потреба од иновативни практики кои што би привлекле млади генерации или да се бават со туризмот, или да ги привлечат младите да не посетуваат? Бидејќи младите се малку поспецифична категорија реално. Така, да, значи ние ги користиме, веќе долги години соработуваме со име и СИПО, тоа се швајцарски програми поддржани од швајцарската амбасада. И секоја година, значи, организираме обуки и работилници во делот на новите трендови и начинот на кој што треба да ја представуваме нашата земја. Значи, не е само да отидете на саем и таму да ги промовирате продуктите што ги имате. Значи, многу е важно да се оствари правилна комуникација со засегнатите страни, но секако и на треба да се обезбедат доволни информации во делот на маркетинг ресрчот, во делот на што бара другата страна од нашата дестинација и врз основа на тие податоци да ја креираме нашата туристичка понуда кон одредени пазари. Затоа ви велам, ние и понатака остануваме отворени за соработка со странските фондови, со странските организации, амбасадите во нашата земја, пред се заради имплементација на овие одржливи практики и стандарди во рамките на туризмот и реализација на проекти кои што ќе го подобрат македонскиот туристички производ, но секако и во делот на давање на оние насоки за поуспешна промоција и зголемување на атрактивноста на нашата дестинација. Зошто се одлучи за туризам? Лично сега те прашувам. Да се бавиш со туризам? Со прашања врзани за туризмот? Бидејќи се вработи во агенцијата уште пред 12 години, сметам дека е многу креативна индустрија. Индустрија која што без разлика што сме ние државна институција и сме дел од оној, да кажеме, административен јавен сектор, сметам дека дејноста е многу креативна и дава особена можност за младите баш во тој промотивен дел да можете да се изразите креативно и на креативни начини да ја представувате македонската туристичка понуда. Имаш ли некакво приватно, сега ме интересира, искуство туристичко, дали од професионален аспект или од приватен аспект, што ти оставило многу силен впечаток и што ти влијаело можеби на каков и да е начин во животот? Да ви кажам искрено, јас ги сакам тие авантуристички форми на туризам и мене, например, ми се допаѓа и у Македонија, да кажеме, доста пешачам и 2 пати сум била на Титов врв. И тоа ми е онака баш некако ми има оставено впечаток, нешто што е, навистина сметам дека не треба некоја голема физичка подготовка, меѓутоа со едни добри водичи, во една добра група е нешто што навистина ме привлекува и таа тишина, тој мир и што ги пружаат тие, да кажам, авантуристички форми на туризам, особено во делот на планинарењето, да кажем и во рекреативниот дел на планинарење, ми е баш онака предизвикувачки и ми е убав. Каков совет би дала на некој кој што сега сака да започне кариера во туризмот, дали во некаква форма на лидерство, да го следи твојот пример, или пак воопшто да се занимава со туристичкиот сектор? Што би си дала на себе си совет пред 12 години, пред да влезеш во агенцијата, сега кога ќе се навратиш, и што би ги кажала на Јасмина од пред 12 години? Да ви кажам искрено, вака, со текот веројатно тоа доаѓа и со искуството и со годините, и за себе и би ги советувала, значи, младите да инвестираат во рамките на
у руралните делови на Македонија, бидејќи навистина иднината е таму. Значи се и во делот на она на спроведување на оние одржливи стандарди, зелени дестинации, сметам дека иднината е тоа. И за себе исто лично барам мир и онака кога би имала можност, се уште немам, значи би инвестирала во некој рурален дел на Македонија да отворам некои сместувачки капацитети, секако кои што би ги следеле тие зелени и еколошки стандарди за зачувување на животната средина. Добро. Јасмина, јас ти благодарам за тоа што издвои време, што седна со нас да поразговараш и се надевам дека токму туризмот таков каков што го имате замислено, дека ќе го реализираме. Ви благодарам многу, се надевам, значи работам со еден добар тим во агенцијата кој што ги препознава значајноста на одржливите практики и стандарди, сметам дека ќе успееме во тоа. Благодарам. Ви благодарам за вниманието за уште една епизода во овие наши подкасти.